студиото со вас, Тамара Дичовска. Почитувани, добар ден, ви благодарам што и денеска сител е вашиот избор за платневни вести. Во Охрид денеска се одржува дипломатска средба на највисоко ниво меѓу Македонија и Хрватска во рамки на официјалната посета на хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ. На аеродромот Свети Апостол Павле, премиерот Христијан Мицкоски го пречека својот хрватски колега пошто започна програмата на билатерални разговори и средби меѓу двете делегации. Во фокусот на разговорите се очекува да бидат билатералната соработка, европската интеграција и регионалната стабилност. Во Охрид и колешката Нина Аритуновска, која што го пречека и хрватскиот премиер, имаме во живо во овие вести. Нина, како се одвива посетата, до каде се разговорите и кога се очекува да имаат заедничка пресконференција двајцата премиери? Така е, Тамара, хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ пристигна во Охрид. На Охридскиот аеродром беше пречекан со сите свечености од страна на премиерот Христијан Мицковски и представници од дипломатскиот кор. Тука во Охрид веќе се одржа тет-а-тет средбата. Моментално трае билатералната средба на која двајцата премиери на Македонија и на Хрватска, Пленковиќ и Мицковски, треба да потпишат договор за соработка помеѓу двете држави. Во една нова билатерална средба, како што е предвидено, Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини на Македонија и Министерството за економија на Хрватска треба да потпишат исто така меѓународна соработка помеѓу овие две министерства. Нешто по 12:30 часот е закажана пресконференција на двајцата премиери Пленковиќ и Мицковски. Фокусот, како што веќе најавите, ќе биде билатералната соработка, европските интеграции, но пораките и за тоа што точно ќе се разговара на оваа пресконференција, најавувам во следното издание на Дневникот на Сител. Инаку оваа посета се заокружува со средба на бизнис заедниците на двете држави, од која треба да произнесат идеи за соработка помеѓу двете држави. Ние остануваме тука, следиме средбата помеѓу двете држави Македонија и Хрватска, повеќе околу пораките и фокусот на кои се теми ќе се разговара и на кои се прашања ќе одговараат двајцата премиери, најавувам за следното издание на Дневникот на Сител телевизија. Тамара? Така, Нина, ти благодарам, можевме да ги видиме и инсертите од официјалниот пречек на хрватскиот премиер од македонската делегација, дел од средбата. Ти благодарам, секако да очекуваме во вестите во 16 часот за детали од средбата на двајцата премиери. А денеска задолжувањето од 260 милиони евра е на дневен ред на пленарна седница во Собранието. Заемот кој помина без опозицијска дебата во Комисијата за финансирање и буџет, денеска беше повод за пресконференција на пратеникот на СДСМ Фатмир Битич. Во Собранието е колегата Мартин Арсов од утринава. Мартин, кој е ставот на опозицијата и дали почна пленарната седница? Добар ден, Тамара. Како што кажа и ти, заемот од 260 милиони евра денеска е на пленарна седница во Собранието. Како што веќе објасни од Министерството за финансии, овој заем се зема за вложување во капитални инвестиции, како и за сервисирање на тековни обврски од буџетот. Државата се задолжува кај конзорциум од 8 банки со рок на отплата од 6 години, при што 3 години се грејс период. Повод за пресконференцијата на пратеникот од СДСМ Фатмир Битики беше токму овој заем од 260 милиони евра. Тој кажа дека пратеничката група на СДСМ ќе учествува на пленарната седница за таму да се соочат аргументите со власта, оцени дека економијата се движи во погрешна насока, а буџетот, како што кажа, бил пред колапс, па затоа власта секој месец правела нови задолжувања за да ги пополнува, како што рече, дупките кои што власта ги правела сама. Тој направи математика за отплатата на овој заем, да го погледнеме. Ова задолжување е доказ дека меѓународните финансиски пазари не се импресионирани од триумфални пораки дека Северна Македонија се движи кон врвот на европските економии. Дека сме на пат да станеме меѓу трите најбрзо растечки економии во Европа. Овој заем во моментот би чинел околу 4,66% годишно. Во зависност од конечниот распоред на отплата, државата би платила приближно меѓу 58 и 64 милиони евра само за камати.
а со еднократниот надоместок од 3,64 милиони евра, директниот финансиски товар се движи од 61 до 67 милиони евра без дополнителни агенцијски и други трошоци. Да, како што веќе кажав, пратеничката група на СДСМ учествува на пленарната седница, иако тоа не беше случај во Комисијата за финансирање и буџет, бидејќи нивните пратеници не учествуваа во работата на оваа собраниско тело. Претходно пратеничката од СДСМ Сања Лукаревска, која беше председателка на оваа комисија, ја закажа седницата, меѓутоа веднаш по изгласувањето на дневниот ред таа ја прекина седницата и не ја презакажа. По ова спикерот на парламентот Гаши за председавач на оваа комисија го назначи пратеникот од ВМРО-ДПМН Бојан Стојановски, кој што веднаш ја закажа комисијата уште минатата недела и таа ги заемот практично ги помина сите собраниски филтри за денеска да стигне до пленарна седница. Се уште оваа точка не е стигната на дневен ред, во моментов се уште се дебатира за фискалната стратегија на Република Македонија 2027-2031 година. Пратениците од СДСМ од говорница побараа присуство на министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска за таа да ја образложи фискалната стратегија. Меѓутоа, како што кажаа пратениците од ВМРО-ДПМН, Кочовска е на службен пат во Словенија, па затоа стратегијата ја образложи заменикот министер за финансии. Да чуеме дел од неговото обраќање. Главните цели на фискалната политика, која што е возможи на Република Македонија, континуиран раст од вториот квартал 2024 година, па се до денес и натаму, продолжуваме и во наредниот средорочен период со тие политики, кои ќе бидат во насока на фискална одговорност и дисциплина, планирање и користење на јавните средства во рамки на реални и на одржливи фискални можности. Постепеност и предвидливост или фискалната консолидација се спроведува фазно, без нагли ограничувања кои би можеле да предизвикаат економски шокови. Социјална правичност, заштита на најранливите категории на население од негативните ефекти на кризата и фискалните прилагодувања. Така, како што кажав, ова е уште една точка на дневен ред на пленарната седница. Заемот се уште не е стигнат на дневен ред. Тамара, ние остануваме овде во собранието. Детали ќе имаме и во следните вести. Мартин Арсов, ти благодарам за една од најважните теми денеска, доколку биде изгласан овој заем од 260 милиони евра кои што треба го земе нашата држава. А регулаторната комисија за енергетика во секој момент треба да донесе одлука за новите цени на горивата. Минатата недела беше забележано поскапување, при што бензините и дизелот се зголемија за 2 до 2,5 денари по литар. Сега бензинот БС-95 се продава по 87 денари по литар, а 98 октанскиот бензин за 89 денари. Дизелот чини 92 денари по литар. Дополнително од минатата недела веќе не важи попустот од најголемиот снабдувач, а според кажувањето на премиерот, преговорите со компанијата се во тек, но неизвестно е колкав ќе биде попустот. По неколкудневниот пат на цената на нафтата на светските берзи, од утрово повторно е регистриран пораст поради новите тензии на Блискиот Исток. Нафтата од типот Брент повторно достигна $100 по барел. Дали и од полнок ќе точиме поскапи или поевтини горива на бензинските пумпи, деталите ќе ги имаме во следните вести. Само Филипче му верува на Радев, кој тврди дека уставните измени се последната препрека за влез во Европската унија. Од ВМРО-ДПМН вела дека тоа е само првиот од многуте чекори кои бугарските власти ги имаат кон Македонија, а се однесуваат на македонскиот јазик, култура и идентитет, повикувајќи се на изјави од актуелниот бугарски премиер. Тие сакаат комплетно да ја редефинираат македонската историја, македонскиот јазик, култура и идентитет. Или попластично објаснето, доколку Филипче дојде на власт, би им дозволил на бугарите без задршка Гоце Делчев, Јане Сандански, Питу Гули, Даме Груев да бидат бугари кои се бореле за бугарска држава, Кирил и Методи да бидат бугари кои ги описмениле словенските народи. Секако по ова македонскиот јазик би бил од 1945 година па наваму, исто како и македонскиот идентитет дека е од по Втората светска војна, а се пред тоа било бугарско. Почитувани граѓани, Венко Филипче и СДС за власт
за амнестија од криминалите, за да можат повторно да ја крадат државата и за моќ. За само еден ден би ја продале државата и око нема да им трепне. Од Општина Центар соопштија дека по вчерашното свлечиште на булеварот Теодосико Логанов во близина на католичката црква веднаш реагирале инспекцијските служби и полицијата извршиле увид на терен. Оттаму информираат дека се констатирани сериозни оштетувања на јавната инфраструктура, меѓу кои коловозот, тротоарот, канализацијската мрежа и уличното осветлување, како и неправилности при изведбата на градишните работи. Поради тоа на инвеститорот му се изречени најстроги законски санкции, а му е наложено итно да го обезбеди просторот и да ја санира штетата. Општинските екипи веќе поставиле сигурносни појаси и предупредувачки ленти со цел да се гарантира безбедноста на граѓаните, додека службите остануваат на терен и ќе го следат случајот до целосно отстранување на последиците. Инаку вчера при градежни работи на оваа локација се активираше свлечиште, при што беше затрупан багер, оштетени се делови од коловозот и тротоарот, падна бандера врз паркиран автомобил, но за среќа нема повредени. Една студена ноќ огромни последици за овоштарите. Што се случи во Лакавичката котлина и колкави се штетите од мразот, деталите ги има колегата Трајан Ристовски. Само една вечер со минусна температура беше доволна да ја запечати судбината на годинашната реколта на овошните насади во Лакавичката котлина. Овоштарите велат дека мразот за само една ноќ избршал месеци труд, инвестиции и надеж за добра сезона. Температурата се спушти во нечувствителниот период, кога овошките беа во цвет или се формираа плодовите. Во Лакавичката котлина, која важи за еден од позначајните овоштарски региони, производителите сега стравуваат дека оваа година ќе остане со значително намален принос, а некои и без род. Многу штета, ни едно од овоште нема ништо кај нас. Значи тотално 100% уништено. Имаме од се имаме ние дрвца, речеме од јаболка, слива, круша, вишна, јапонска, сите овоште ги имаме, праски и маски теора. Кај си имаме, ама ништо нема. Цреша ни една. Ни издача не тоа фанат за една ноќ и толку од теа. Во котлините се јавува температурна инверзија и затоа овошните насади во овие реони не повеќе страдаат. На повисоките места на работот котлината род ке има. Повисокото стоеше. Само котлината Лакавица е пана, иначе горе Љуботин, Селце, Пупче, Лесковица има. Овоштарите од Лакавица нема да бараат обештетување, зашто најчесто се постари лица на кои ова им е додатен приход. За разлика од нив, сливарите од Малешево и Пијанец, кои претрпеа огромни штети од пролетните ниски температури на почетокот на месецот, ќе бараат да бидат обештетени, зашто тоа им е единствениот извор за екзистенција. За Сител, Трајан Ристовски.